Ова е Джил Бајден деновиве. Држи виртуелни собери во изборната кампања на незиниот сопруг, како овој пред група граѓани од латиноамериканско потекло. Ден предходно зборуваше во локален коледж, форум кој е особено драг. Јас сум Джил Бајден. Ми представува чест што сум професорка на коледж. Джил Бајден е прва втора дама на САД која имала платена работа надвор од Белата куќа додека незиниот сопруг бил потпредседател. Many of my students don't know that I have 2 jobs. Таа вели многу незини студенти не знаеле дека има 2 работи. Dr. B, I saw you last night on the television. Еден студент ми рече, ве видов вчера на телевизија со Мишел Обама. Се јавив на мајка ми и кажав дека тоа е мојата професорка по англиски. Мајка ми рече дека тоа не е мојата професорка, туку втора дама на САД. Ако Џо Бајден биде избран за председател, Джил Бајден ќе биде прва сопруга на председател која има докторат. Бети Бојд Кајроли е авторка на книгата Првите дами. Би очекувала таа да биде многу активна со предлог реформи во образовниот систем, иако не сите се согласуваат со тоа. Многу ми насакаат првата дама да молчи и да се појавува само убаво облечена. Јас не сум од тие. Мислам дека тоа е силна платформа. Животот со Џо Бајден почнал комплицирано. Таа минувала низ развод, а тој се грижал за неговите двајца синови, тагувајќи по смртта на неговата сопруга и бебе кои загинале во сообраќајна несреќа. Џил и Џо Бајден стапиле во брак откако Џо Бајден 5 пат ја побарал да му биде сопруга. И 5-тиот пат конечно и реков дека мојата ирска гордост ми вели последен пат да прашам дали ќе се омажи за мене. Не кога, туку дали. Таа рече да. И 4 години подоцна Џил родила керка. Но во 2015-та се случи нова трагедија, кога почина Бо Бајден, синот на Џо Бајден, од рак на мозокот. Џил Бајден додаде иницијативи за лекување рак на листата на незините активности. So should we read? Sure. Во јуни годинава таа напиша книга за деца, во која го опишува детството на незиниот сопруг, неговиот надпреварувачки дух и истрајност, откако бил исмејуван поради полтечење. Таа ја покажа и незината заштитничка страна за време на кампањата во март, обидувајќи се да спречи демонстрант да дојде до незиниот сопруг. Не еднаш, туку 2 пати. Иако за свој дом ја нарекуваат малата сојузна држава Делавер, Џил Бајден го следеше Џо Бајден во Вашингтон додека беше сенатор и подпредседател, каде би сакала да се врати за уште барем 4 години.